Добро утро и добре дојдовте во новото издание Празнично, издание на магазин. Нека е честит денот на македонската револуционерна борба, а денеска, како што знаете и од промо најавата, во ова празнично издание ни гостува Михајло Грбевски Мишко, кој што е автор и новинар и ја објави неговата книга Рокен бит, која што е збир од повеќе интервјуа со домашни и странски музички изведувачи. Зборуваме за сите оние концерти на кои што бил, со каква музика израснал и кој соговорник му бил најинспиративен. Па затоа останете со нас. Добро ти утро и добре дојде, ти благодарам што прифати поканата во ова празнично издание да ни гостуваш. Благодарам на поканата, баш ми е драго што сум гостин кај вас денеска. Така е, верувам и јас дека многумина не гледаат, бидејќи е празник повеќето не работат и може да уживаат и да се препуштат на едно вакво издание кое што е, може да се каже, и музичко издание, бидејќи ќе зборуваме и за музика, но и за твојата кариера како новинар и автор. Првенствено е литература, значи така. Не е белетристика, литература, но станува збор за музички интервјуа кои што се вклопени во една книга. Тоа се станува збор за интервјуа кои што сум ги работел додека работев како новинар во повеќе македонски печатени медиуми, тргнувајќи од неделникот Екран, во дневниот весник Време, во неговиот додаток Ритам се викаше, во Нова Македонија на крај заврши, значи сум работил и во радио кратко време, но овие интервјуа се напишани за медиум, за печатените медиуми во кои што сум ги работел 17-18 години, бидејќи сега не работам веќе тоа, сосема друга струка, но се уште мојата желба и интерес е музиката. Синоќа бев на концерт, така што каде беше? Во Младинскиот културен центар бев, имаше еден такав интимен концерт. И се уште слушам, следам нова музика, пред се македонска и пред се младата македонска музика, која што повеќе би рекол се некои предводници на некоја нова генерација. Секогаш ќе има некој што не чини, ама секогаш ќе има некој што ќе чини и да речеме од нив понатака би требало да дојде некоја нова генерација која што ќе покаже што е музика, квалитет, став и така. Да си го заслужат своето место на сцената. Спомна дека смени струка, зошто смени професија? Па, јас сменив затоа што сега работам на струка која што сум школуван, практично. Јас сум химичар по струка, а ова новинарството, поготово музичко новинарство, почна во тинејџерски денови и остана долго време во тој сектор, во новинарството, но сега веќе работам на струка која што нема никаква поврзаност, но сепак ви кажав, мене главниот интерес се уште ми е музиката. Спомна печатени медиуми и Наш свет исто така имаше удел таму? Беше дел од твојата работа, твојата биографија? Сезонски како излегува, не знам се уште дали излегува тој Наш свет. Не знам, јас се сеќавам од моје време, ми буди спомени. Да, тој излегуваше веројатно во текот на школската година од септември до јуни и една или можеби две сезони работев како хонорарен соработник, пошто сепак тоа беше под куќата на НИП Нова Македонија. Тогаш работев во Екран. Детска радост, мислам дека го издаваше Наш свет, тоа беше истата куќа. И ме поканија да работам, односно да пишувам по еден текст во неделно, месечно, како излегуваше, сум зборел, пишував текстови и повторно беше за музика. За музика, да, но со тоа што таму повеќе беше ориентирано за помладата генерација, значи повеќе за поп музика, имаше и рок музика нешто. Значи наоѓав начин како тоа да им го презентирам и за да можат новите генерации да се запознаат или да се заинтересираат или тој што веќе знае да подпрочита уште нешто повеќе од тоа што не го знае за одредениот бенд или изведувач песна, концерт. Артисти, да. Зошто чекаш ете 18 години? Од каде идејата токму сега да се објави вакво дело, последнили толку време собирање различни интервјуа, запознавање со музичари, бендови? Па веројатно требаше малце порано, но сепак мислам дека треба време. Не можеш после 2-3 години да направиш таква колекција на
на текстови, за да може да излезе во книги, дали се тие доволно релевантни или не се доволно релевантни. Например, станува збор за оваа книга, кај што се исклучува само интервјуа со музичари. Не станува збор за текстови од друг тип, од друга новинарска форма. Например, имам многу текстови, веројатно во некој нареден период, ако биде све како што треба, ќе има ново издание кое што ќе бидат вметнати, например, рецензии за музички албуми, рецензии од концерти, извештаи од концерти, значи други новинарски форми. Како критика некоја. Да, како критични. Да. Овдека во Rock and Beat се само интервјуа со македонски, балкански и странски музички звезди, кои што меѓу кои има стварно навистина големи музички имија кои што значат нешто во светот на музиката, не само кај нас. Например, тука е Били Гибонс од ZZ Top, тука се Алди Меола, джез гитаристот, тука е Јан Гилан од Deep Purple и така натаму, значи такви големи звезди. Да, и од Балканот исто имаш познати од регионот соговорници. Има ли некој што ти оставил такав посебен впечаток? Сигурно има многу имиња, но етен значи книгата е поделена на 4 дела. Значи првиот дел се македонски музичари од, да речеме, од постарата и најстарата генерација од која што почнува целиот рок-н-рол во Македонија. Тргнувајќи од Безимени и Бизбез, нивниот пејач Армен Сурмеан, па понатака Лепи Сол, тука во книгата се сите четворица од она основна формација на Лепи Сол. Со сите четворица поединечно сум правил интервјуа, па тука се Кирил Џајковски, не знам, Драган Даутовски од Синтезис и така натаму. Вториот дел Супер Хикс, да. Горан Трајковски од Мизар. Во наредното поглавје Балкан се вика. Тука се вклучени балканските музичари, например Душан Којич Која од Дисциплина Кичме најпознат и од други претходни бендови, не знам, Психомодо под Хладно пиво, Лајбах и многу други, што знам, Дубиоза колектив и така натаму. Третиот дел е со светските музички звезди, кои што ги набројавме, да речеме, уште еднаш некои од нив, со некои од нив лично сум се запознал, со некои не успеав лично да се запознам, затоа што сум ги правил ти интервјуа по мејл или по телефон. И уште последниот дел од книгата, тој се вика Звукот на подземјето. Тоа станува збор за македонски, исто македонски рок и джез групи, кои што се, да речеме, од втората, третата генерација, да не речем помали, да не ги навредам, туку некоја понова генерација бендови кои што ден денеска они го трасираа патот за некои уште помлади. Да речеме, ги спомнавме тука Супер Хикс, помлади, они се веќе 30 на години, ама во однос на Лепи Сол се помлади. Затоа се ставени во тој дел. Не знам, Супер Хикс ги спомнавме, тука се джезерите, значи Сет Стат, Летечки пекинезери, од панк музиката тука се Флукс, не знам, културно-уметнички работници. Многу е шаренолико, но сепак сите ги врзува една идеја, тоа е љубовта кон рок музиката. Да, а каде се имате запознавано? Ете, спомна дека некои интервјуа си ги правил по телефон или по мејл, а оние што лично си ги запознал, каде било? По концерти, по настани? По мејл сум ги правил само исклучиво кога не може, зборам за со странските изведувачи, затоа што не можеме да секогаш да успееме не да се запознаеме, туку да се објави интервјуто како најава за нивниот престоен концерт, например,
ние мораме претходно да го направиме, ама не се во Скопје, не се во тој момент на турнеја и се можеби во Истанбул или во Амстердам или во Осло, кај да знаем кај се. И затоа со странските музичари, не со сите, али со голем дел од нив сме ги правеле претходно или по мејл, неколку ретко, а најчесто сум инсистирал да бидат по телефон. Сепак е тоа жив разговор, значи за каде што можеш да правите муабет, не само спремни прашања да му ги пратам на мејл да ми ги одговори. Мислам нема драж во тоа интервју, затоа што интервјуата не се само фактографски податоци кои што треба да ги прочита утре читателот. Тука има доста интересни приказни, да речем тривијалности кои што секој читател би сакал да ги прочита. Нема потреба да го познаваш бендот или музичарот за да го прочиташ интервјуто. Кој ќе ги следиш сите негови одговори на прашањата кои што сум ги поставил, ќе ја видиш целата таа приказна што стои зад него како музичар или како бенд. Има многу интересни податоци кои што јас некогаш прв пат сум се среќал со прв пат со тие податоци кои што они ми ги кажале за време на интервјуот. Би можел да издвоиш нешто како најинтересно? Например, се сеќавам дека кога го правев интервјуто со Били Гибонс од ZZ Top, наслушнав јас некоја информација, односно најдов по интернет, ама не беше некако релевантна и не ми беше баш сигурна, дека фирмата Жилет им понудиле да ги избричат брадите за $1,000,000 во рамките на некаква кампања, светска кампања. И они нормално одбиле. Не ни интересираат нас пари и не ни интересираат комерцијални шеми, затоа останале тоа што е. И такви мислам има милион други. И ти потврди беше точна информација? Да, го прашав дали е точно, викам таа информација ја најдов, не знам доколку е точно, да века точно. Ни беше понудено да учествуваме во кампањата, ние ја одбивме. И такви многу има ситни приказки и интересни податоци кои што може да се најдат во овие четиви. Не се сувопарни музички интервјуи, кои се и повеќе приказни. Дали, верувам и анегдоти некои што раскажува. Да. Дали некој од нив те шокирал, те изненадил во смисла да си имал една слика пред да го запознаеш и пред да направиш интервју и после тоа да дознаеш некои работи кои што ете не си ги очекувал? Па не многу, да, може некого. да се каже и така, но јас секогаш кога ги правам интервјуата, мислам не само за странските задувачи, тоа важи и за домашните кои што секој ден ги гледам низ град и пиеме кафе со нив. Значи секогаш кога треба да правам интервју, се подготвувам. Значи иако го знам, да речеме, го спомнавме Пеце од Суперхикс, со него се знаеме 30 години, иако се знаеме и сме пријатели, другари, но ако треба да седнем утре да разговарам, да правам интервју за во Весник, ја повторно ќе седнам да се спремам. Да. Значи све ќе прочитам и музичкиот дел, значи кариерата како му била, да се потсетам, можеби ја некој податок сум го промашил, сум го подзаборавил. Си ги читам моите стари интервјуа на моите колеги, неговите изјави, значи и затоа сум подготвен и отприлика кога седнам на интервју, отприлика знам што ме очекува, но секогаш може да настанат некакви. Па може да откријат нешто што порано не го откриле, никому не го кажале и сега човекот кај да знае. Така е. И баш е и убаво кога ќе открие нешто што ете можеби до тогаш не било кажано. Па тоа всушност е и поентата на новинарот да ја извади интересниот момент во целиот разговор, не како што реков само наменски и фактографски. Значи да биде читливо тоа четиво и занимливо за секого. Така е, и за оние кои што можеби не ја слушаат толку таа музика и немаат познавање, но да им биде интересно и на сите читатели, нели? Секако. Без разлика на жанрот кој што го слушаат. А ти со какви жанрови се си растел, кои бендови артисти си ги слушал? Дали од мал си имал некој сон кого би сакал да интервјуираш еден ден? Па, добро, јас сум израснат во рокерско семејство, кај што од најмали години сум слушал рок музика поради моите родители кои што тоа го слушале и ден денес го слушаат.
И така случајно влегов во целиот овој новинарски бизнис, да не речам. Затоа што јас од најмал, па и во тинејџерски години слушав рок музика, почнав да одам на концерти во Македонија, па и надвор од Македонија кога се отвори можноста да ги следам големите звезди. И така што не ми беше воопшто тешко за да почнам, затоа што веќе доволно ја знаев како основа, доволно ја знаев таа музика и можев да работам. А што се однесува кој би ми била желба, веројатно желба, една од најголемите желби е да направам интервју со мојот личен идол, односно групата која што практично ме зарази со рок музика. Може би ќе звучи смешно, тоа е групата Guns N' Roses. Да, затоа што практично таа група е од моје време, значи не ми ја понудил некој постар татко, брат, чичко и така натаму, туку Guns N' Roses беше група која што се појави во времето кога што ја почнав да сериозно да навлегувам во слушањето и во следењето на музичките правци и на целата таа музика. Тие ти остана неостварена желба? Веројатно тоа би ми било желба да направам интервју со пејачот, со Axl Rose или со Slash, гитаристот. Но има еден куп други музичари од светскава, па и од македонската сцена. Иако сум правил многу интервјуи, но сепак има некој што можеби сум го промашил или не сум направил интервју со него, а би сакала се гледаме, например, секој ден. Си бидли на концерт на Guns N' Roses? Не можев да отидам, затоа што годинава Бони беа во Белград. Белград, да. Да, во истиот ден ми беше промоцијата на книгата, тоа беше летоска. Значи официјалната промоција во Скопје беше истиот ден и не можев да отидам, ама веќе ми беше закажана промоцијата, така што и ова ми беше побитно и повеќе ми беше кеф да направам промоција во Скопје, да објавам дека сум направил книга, потоа бев и на неколку тури промотивни низ Македонија. Бев во Охрид, имав промоција во Провиштип, во рамките на рок фестивал имаше таму. Минатата недела бев во Прилеп промоција, имам најава за уште неколку промоции во Куманово, во Кавадарци, ама тоа понатака. Тие би биле наскоро до крајот на годинава или следна година? До крајот на годинава. Од теков на месецов и наредниот, значи до крајот на годината сигурно уште на 2-3 места. Пошто веќе бев повикан од Куманово и од Кавадарци, веројатно ако се јави уште некој да биде заинтересиран да се направи промоција, и тоа е многу убаво затоа што можат луѓето и во другите градови, не е само во Скопје. Бев изненаден во Провишти колку луѓе дојдоа и се заинтересираа, ја купија книгата, во Охрид исто така, која што не беше промоцијата во текот на сезоната летна, кога што има најмногу народ во Охрид. Да, тогаш да речеш и очекувано. И очекувано. Ова беше веќе, речи се, завршена сезона во Охрид, беше преполно. Мислам, многу луѓе бев изненаден од приемот на охријани. Веројатно ќе објавиш детали за следните промоции или конкретно датуми, да можат да видат луѓето, публиката, да дојдат во што поголем број и во другите места каде што ќе правиш. Секако тоа ќе биде објавено, само да се договорат дефинитивните датуми и местото каде ќе биде целата таа промоција. Спомна дека си растал нели со концерти од најрана возраст и одел. Кои ти биле омилени концерти? Каде си поминал најубаво? Каде ти се исполниле сите очекувања за некој бенд или изведувач кој што си го видел во живо? Добро, концертите највише и денеска, значи иште од тинејџерски денови, па и денеска најголемиот дел од концертите ги следам во Младинскиот културен центар во Скопје. И тој ми е најомилен простор за такви настани, затоа што практично таму најмногу се случуваат
сите овие концерти кои што постојано ги следам. Порано додека работев како новинар, значи буквално све што доаѓаше гледав, затоа што тоа ми беше дел од професијата. Да, одробно. Сега не е толку многу, одам редуцирано, односно одам тоа што навистина сакам да го видам и да го слушнам. И во странство прв пат кога отидов, имав 19 на години во Будимпешта, 19 веќе имав. Во Будимпешта ги гледав Deep Purple, еден од моите омилени бендови кои што сум ги наследил од претходната генерација и ден денес ги слушам и ги сакам. Прв пат тогаш ги гледав, после тоа ги гледав уште едно 5-6 пати Deep Purple и на крај успеав да направам интервју со пејачот на Deep Purple во кога беше во Скопје, да се запознам, да ми потпише плоча. Значи, тоа ми беше една од најинтересните и имаше еден многу интересен случај, точно со интервјуто со Јан Гилан. Го направивме неколку дена предходно пред да настапат во Скопје и беше објавено во вестникот Нова Македонија и нормално јас си го споделив линкот од текстот од дигиталното издание на вестникот, си го споделив на моите социјални мрежи. И сега официјалниот фан пејдж на Јан Гилан го презема тоа и со зборовите на англиски, нели? Ние не разбираме што пишува тука, пошто е на кирилица, но ова е интервју на Јан Гилан даден за македонскиот вестник тој и тој. И беше постиран линкот од интервјуто, иако беше нормално нели на кирилица. Да, но може да се преведе во денешно време, кој сака да прочита. Важно беше преземено од мојот профил и од профилот на вестникот во кој што работев и они го сподели. Да, со благодарност до новинарот тој че со име и презиме, така што тоа ми беше една од по-драгите случки ситуации. Иако имало и многу и неубави, мислам, не неубави, како да кажам, повеќе работи кои што не очекуваш да ти се случат и малце ти го одзема вниманието. Што знаело да се случи конкретно, некој пример за некоја непријатна ситуација? Непријатна ситуација. Например, се сеќавам кога правев интервју со Владан Дробицки, тој е тромбонистот на групата Сет. Сет тат сега, тогаш уште беа Сет. И требаше да правиме интервју и со диктафон, ама да речеме старински, со касета, аудиокасета, која што не дигитален. Се најдовме, да се договоревме таму и таму, во толку сат, добро, седнавме во некој кафич, го пуштив диктафонот, одзабележувам нешто, но најголемиот дел треба да биде снимен. И тераме муавет, сат и нешто, заврши муаветот, добро, и утре дента требаше да почнем да го слушам и да го куцам, да го направам, ама требаше да биде завршено до крајот на денот, работен, затоа што вестникот треба да излезе. Го пуштам диктафонот, нема ништо снимено. Батериите биле слаби и ништо не снимам. Почна едно 15-20 секунди да збори и ништо. Значи сати пошто сме правеле муавет, ништо не беше снимено. А во моментот не се видело, не светнало нешто не сум го забележал, испушти звук некој нешто не сум го забележал дека. Веројатно сум бил премногу млад, не сум проверил сега, тоа нема да ми се случи. Проверувам по 2 пати, по 3 пати. И тогаш беше паника, затоа што уредникот чека текст, вестникот чека, можеш да го направиш, па ајде, се јавувавме повторно кај човекот, го молевме, заман, ако можеш дојди, издвој пола сат време да го уште еднаш муаветот да го направиме, се заврши така, да, ама беше брзање и многу непријатно. И како личност треба да го повторно да не речам малтретираш, иако е тоа во негов интерес, ама 2 пати да го натераш некој да дојде да. И он има секој со обврски и така натаму. Ама излезе во пресрет и баш прифати без проблем, не се бунеше. Имаше, не можам сега, може ли попосле, може или ама се заврши целата работа како што треба
Тоа се некои работи, ама што се учат од текот на годините додека се работи. Тоа беше моја грешка. Ја не сум ги проверил батериите, тоа не сме да се случи. Која е најдобрата лекција или најголемата лекција која што си ја научил со текот на времето во искуството што го имаш? Па видите, ова како што кажав и претходно, го работев и си денес го работам од љубов. Значи, да ја споиш љубовта со работата е многу убаво. Научив многу работи значи, од професионалниот дел, од новинарскиот, како се работи, како да се напише текст, како да се состави, односно, кога станува збор конкретно за оваа форма новинарска, за интервју, како да одбереш, да направиш прашања. Пошто ако имаш добри прашања, очекуваш дека ќе добиеш и добар одговор. Ако имаш несоодветни прашања, тогаш кажува дека ти не си доволно зрел или не си доволно сериозен за да правиш разговор со некој што е толку голем. Например, да му поставиш такво некое несериозно прашање на некоја голема звезда, што знаме, ти ги спомнавме, сите тие странски, тие дечата овие се несериозни или неподготвени, немам намера, може слободно да ти одбие, што е легитимно право него, да ти рече, извини, јас на вакви прашања не одговарам. Тоа е тоа што го научив со годините, дека треба да се постават добри прашања, да ги смислиш. Мене ми треба можеби 3-4 дена за да смислам 10 прашања. Да, доаѓаат различни идеи, инспирација во некој момент поголема. И претходно го кажа, секогаш сум бил иницијатор да се прават интервјуата во живо. Значи, или да седнеме негде да разговараме, или барем по телефон. По имейл е тен, ако е последна варијанта, зборам за некој што е вон Македонија. За изведувач од Македонија, кој што секој ден го гледам низ градов, да ми рече да правим интервју по мејл, тоа веќе не го прифаќам. Затоа што може ти да му напишам прашање и он да ми одговори, да, така е, се согласувам. И што да му правам јас на тој одговор? И на тоа прашање, тоа треба. А ако си седнеш во живо или по телефон следна, одма доаѓа друго подпрашање, одма доаѓаш со подготвен материјал. Од самиот тек на разговор можеш да почувствуваш во која насока ќе оди и што сака да одговори, што не сака, дали знае да одговори. Иако има луѓе кои што, рака на срце, подобро им оди одговарањето во пишана форма, отколку во разговор. Може би ако размислуваат повеќе. Да, ама не секогаш е така. Не секогаш е така. Најчесто е разговор во живо најубав. А се гледа и реакцијата, емоцијата. Во пишана форма не можеш точно се да видиш и експресија и некоја гримаса ако направил или ако некоја воздишка имал. Така. Тоа е се дел од емоцијата која што најдобро се гледа во живо. Да. Ти благодарам многу за ово убаво инспиративно гостување. Се надевам дека ќе се видиме пак. Ти посакувам успеси, па уште многу нови книги. Благодарам, се надевам ќе се видиме и ние уште еднаш. Да, се надевам. Јас во продолжение ќе го слушнеме Кирил Џајковски. Ете, одбравме нешто од они изведувачи со кои што и ти си правел интервју. Па да погледне и публиката, да ужива и во овој видеозапис, а вие, драги мои, останете на телевизија Сител. Од мене, довидување.